Иако сите услови во дневниот центар за лицата со посебни потреби во Струмица се обезбедени, сепак најголемиот недостиг и понатаму представува екипираноста на стручниот тим кој треба да работи со лицата кои се секојдневно таму. Ова е констатацијата на министерката за труд и социјална политика Раменска, која на последната посета на центарот и Центарот за социјални работи го констатираше истото. Меѓу другото истакна дека недостиг на психолози, социјални работници и социолози не се потребни само во дневниот центар, туку и во Центарот за социјална работа, на кој му се повеќе од потребни стручните тимови. Во Министерството за труд и социјална политика, токму поттикнати од овие потреби кои што произлегуваат од вработените во дневните центри, покренавме иницијатива согласно подзаконските акти да им обезбедиме, односно до Министерството за финансии да го упатиме неопходното барање за зголемување додавање на процент на плата, што им следува согласно колективниот договор, на сите вработени во дневните центри заради спецификите со лицата со кои што работат. Се надеваме дека Министерството за финансии ќе го услуша и ќе го одобри барањето од Министерството за труд и социјална политика, бидејќи тоа е реална потреба и тоа е право што произлегува од работниот однос на лицата вработени во дневните центри, пред се на стручните лица. Во моментот во дневниот центар за лица со посебни потреби има вкупно 10 лица кои се секојдневно таму. Од ресорното министерство се надеваат дека ќе се создадат сите услови за понатамошно проширување и надградба на центарот. Не само во Струмица, туку воопшто во земјава. Ке се работи на изготвување на стратегии, како и на кој начин. Ке се доекипираат стручните тимови со цел адекватен третман на сите лица кои ќе имаат потреба од нив.